Почитувани гледачи, вие гледате рубриката Нашите градини, а екипата на Гарден Клуб се наоѓа во непосредна близина на Скопје во населбата Трнодол. Ние сме тука да ви прикажеме една прекрасна градина која се распространува на некои си 600 квадратни метри и каде што се е подредено на свое место. На оваа квадратура на вистина се е наместено како што треба, а сега и вие ќе се уверите во тоа. Интересно за оваа градина е тоа што иако знаеме дека многу скопски градини и овде во Македонија веќе имаат живи огради, значи огради направени од растенија, но тоа често пати се случува да биде од еден исти вид на растение. Но тука авторот на оваа градина, Јовица Трајковски, сакал да малку нешто покаже, да биде нешто пошарено, лико и поразлично, па затоа на почетокот на градината посадил фотинија, па во средината на градината имаме прунус, етна и на крајот имаме купресус леланди, кои навистина сега се во фаза на развиток, но кога оваа ограда ќе ја добие својата полна зрелост, значи тоа ќе биде една компактна маса која ќе биде навистина права ограда, но од три различни растенија со три различни бои. Бидејќи се работи за една долгнавеста градина, авторот на градината Јовица Трајковски наместо да направи некој алпинум на средината на самата градина, тој дошол до решение и направил еден долгнавест алпинум покрај самата жива ограда, со тоа што на овој начин направил да на некој начин целата градина добие едно пространство кое нема да биде никаде прекинато и едноставно, значи, погледот од куќата на кај Летниковецот ќе биде чист и простан. Под самите крошни на овие прекрасни лагостроеми имаме посадено зимзелени растенија од типот на туи, пицеи, имаме тука главки, коники, буксуси, разни типови на фестуки, разни типови на други растенија и перени, како што се мајчината душица. Исто така тука се и ниските јуниперуси во неколку бои, како и црвените јавори и буксусот кои едноставно, значи, даваат колорит во оваа градина. Значи се е тука направено да биде склопено едно со друго, едно на друго да не смета, меѓутоа и самиот колорит на бои да биде така склопен да човечкото око на некој начин ужива во гледката. Како што гледате, оваа градина изобилува со дрвени и камени партитури, што дава, значи, еден природен стил на самото опкружување, па така и десниот дел од градината е направен целиот во многу убаво нареден камен со многу пријатна сиво-зеленкасто плавкаста боја, каде што се направени и такви жардинери. Тука имаме и цветни партитури, како што гледате позади мене има и зимзелени растенија и тоа е направено на некој начин каскадно, за да од едната страна има влез, значи, со автомобил, а од другата страна биде тревна површина. Самата ограда, како што гледате, е направена од камен, кој е навистина прекрасен и самиот камен, дрвото и зеленилото едноставно на човекот му даваат нешто исконско, природно, што во оваа градина навистина е направено да се доживее на еден правилен начин.
Сега се наоѓаме во крајниот дел на градината, односно куќата и градината се поставени паралелно едно спрема друго. Сега сме веќе во најзадниот дел од самата градина и ова позади мене што го гледате е еден прекрасен голем летниковец. Покрај самиот летниковец и од левата и од десната страна продолжуваат алпиниумските форми, каде што се посадени зимзелени растенија, каде што се посадени нискорастечки растенија кои со својот колорит ќе допринесат и овој дел да биде оплеменет. За цела оваа работа да изгледа убаво како што треба, нормално е дека е поставен и систем капка по капка кој ги полива растенијата, бидејќи знаеме дека во овие жештини водата е итекако неопходна за да може една градина да се одржува правилно. Во последно време, почитувани гледачи, светските трендови прават да во најразвиените земји, како што се Америка, Канада, Германија и целиот Запад, веќе сите домакинства си прават едно мало катче во своите градини, каде што си садат пиперки, патлиџани, краставички и други работи кои нормално си ги користат за своите потреби. Бидејќи Скопје стана светска метропола, еве тоа се случува и кај нас. По скопски кажано, ова е бавчата која се наоѓа позади летниковецот и како што гледате, веќе тука се израснати патлиџаните, краставиците, пиперките се тука, така да овие домакини сакаат еколошки да си се хранат, да знаат што јадат, а да знаете дека ова ќе стане тренд наскоро и во цела Македонија и во се повеќе домакинства, бидејќи ова е начинот за здраво да се храниме. Тоа беше се од оваа градина во рубриката Нашите градини. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.